Знаете ставот на владачката партија каков е или на другите претходните. Тука нема никаква разлика. Значи се оди на диво. И потоа го настанува проблемот. Депонијата е еден од најголемите проблеми за Стружени. Таа мора да решиме. Јас имам понуда за еден поинаков поглед за едно интегрирано решение кое што е во степени. Значи прво што ќе направиме, мора депонијата да се острани и да се исчисти. И таа да биде чувана од комунална полиција 24 часа, никој да не смее да ја пали. Значи, ако не е комунална полиција, тоаш мора да делува полицијата. Немаме други сили, нема друг начин. Или јас лично ќе седам таму. Или од општина. Нема, мора да го решиме тој проблем. Депонијата не смее да се пали. Понатаму, имам план за рециклажа на отпад. Сега ќе ви кажам како. Разговарав со компании во Германија и во Австрија, кои што прифатија од Македонија да извезуваме, например, лименки, пластични шишиња и стаклени шишиња. Тие во Струга ќе има откупни места, каде што човек добива сега вредноста, не ме фаќате за збор, затоа што треба да се направи физибилити студија, сепак за тоа економски план. Јас не сум економист, тоа мора да го изработиме, но замислете вие, од една лименка би добиле 15 денари, од едно пластично шише би добиле 15 денари. Стаклените одат поевтино, тие се некаде 2 до 5 денари, меѓутоа сепак се пари кои се враќаат назад кај граѓани.